Дали притисокот на Соединетите држави во врска со конструктивноста се сели од опозицијата кон власта. Неодамна поставениот специјален представник за Балканот Метју Палмер синоќа на Блед им порача на вице-премиерката Шекеринска и шефот на дипломатијата Димитров дека партиските игри и обиди да се избегне одговорноста за криминалот се совршени. Правната држава мора да функционира за Македонија да го добие своето место во ЕУ и НАТО. Правната држава мора да функционира, а времето на партиските игри и обиди да се избегне одговорноста е завршено. Местото на Северна Македонија е во НАТО и во ЕУ. Во соопштението од МНР за средбата се наведува и дека соговорниците се согласиле дека криминалот и неговите протагонисти ќе бидат казнети без исклучок, бидејќи неказнивоста во земја членка на НАТО со Европска единина не е опција. Шекеринска порачала дека сегашната генерација политичари обезбедила членство во НАТО и заслужила почеток на преговорите со ЕУ следниот месец и дека токму затоа нема место за калкулации, при што потенцирала дека предметите на СЈО ќе имаат пресуди, а секој што се огрешил пред законот ќе одговара без исклучок. Според познавачите на приликите, пораката на Палмер и тоа како се разликува од онаа на помошникот државен секретар Филип Рикер, кој пред месец и половина во Скопје исто така спомнуваше дека нема време за политички игри, но при тоа и се обраќаше конкретно на опозицијата дека мора да биде конструктивна во врска со законот за јавно обвинителство. As in any true democracy, the role of opposition is crucial, but that opposition has to be constructive. And the time for political games and grandstanding and playing with citizens' perspectives and ideas is over. Сепак оваа изјава на Рикер беше дадена пред средбата на високиот американски дипломат со представниците на ВМРО ДПМН. По состанокот со Мицковски и самиот Рикер ја смени реториката и порача дека сите политички чинители, а не само опозицијата, треба да направат сериозен исчекор кога станува збор за владењето на правото, да не играат игри и конструктивно да се работуваат за едината на земјата.